Време е за најновите информации од регионот Македонија, светот и спортот. По кратките најави за дневните настани започнуваме веднаш. Останете на кај. До 9 септември велешани со право на глас имаат можност да проверат дали се евидентирани во единствениот избирачки список. 52,1% од граѓаните одговориле дека не се задоволни од досегашната работа на новата влада, покажуваат резултатите од анкетата на Институтот Павел Шатев. Во 6 општини е објавен оглас за закуп на нови 860 хектари државно земјоделско земјиште. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на денешната пресконференција истакна дека владата предводена од ВМРО-ДПМН во изминатиот период од 2006 до сега успеа да ја намали невработеноста од 38 на 22,9% преку странските инвестиции кои во изминатиот период започнаа да работат во земјава. Отворени се 172.000 нови работни места. Повеќе на оваа тема од колешката Валентина Михајловска. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на пресконференција одржана во Централниот штаб на партијата истакна дека владата предводена од ВМРО-ДПМН во изминатиот период од 2006 до сега успеа да ја намали невработеноста од 38% на 22,9%. Преку странските инвестиции кои во изминатиот период започнаа да работат во земјава, отворени се 172.000 нови работни места. Привлекувањето на странски инвестиции беше приоритет на владата предводена од ВМРО-ДПМН, истакна Груевски и додаде дека до почетокот на оваа година донесени се над 100 странски компании. Ги спомена и отворените технолошко-индустријски зони од страна на владата предводена од ВМРО-ДПМН. Груевски истакна дека новата влада наследи низа подлабоки преговори со нови странски инвестиции кои претходната влада ги започнала. Се осврна на падот на индустријското производство, најавените покачувања на даноци од страна на Министерството за финансии, како и за објавувањето на договорените субвенции на странските инвеститори, за кои констатираше дека се негативни. Ја повика новата влада да ги продолжат преговорите со неколку странски инвеститори кои претходно биле започнати, а кои би вработиле илјадници луѓе. До 9 септември велешани со право на глас имаат можност да проверат дали се евидентирани во единствениот избирачки список. Кај на терен ги прашуваше велешани дали направиле проверка во избирачкиот список. Дијана Иванова со деталите. Уште 7 дена граѓаните со право на глас имаат можност да проверат дали се впишани во единствениот избирачки список, нешто што е еден од условите за можноста да се гласа на престојните локални избори. Увидот е во тек, велат од Општинската изборна комисија, но бројот на оние кои што имаат извршена проверка е многу мал. Надлежните се сомневаат дека причина за ваквата состојба е можноста која имаат граѓаните за електронска проверка. Кај на терен ги прашуваше велешани дали направиле проверка во избирачкиот список. Да ти кажам искрено, не сум видел. Ќе видите ли, ќе направите ли проверка? Не, оти знам сигурно дека ми има. Па ќе направам, зашто да не. И ќерка ми преку интернет таму како е тоа, ја не се разбирам, ќе види. Ама можеме да идеме општина па да видам, али лани ми имаше гласав, така да мислам ќе нема проблем. Не јас да се мислам и дали ќе гласам. Според последните информации од Општинската изборна комисија Велес, за сега нема активности околу собирање на потписи за поднесување на независни кандидатури за градоначалник или советничка листа за општина Велес. Најновата анкета на Институтот Павел Шатев, направена помеѓу 29 август и 1 септември на 1250 испитаници, вели дека повеќе од половина од испитаните граѓани, 52,1%, одговориле дека не се задоволни од досегашната работа на новата влада. 30,9% сметаат дека неспособноста е главната карактеристика на новиот тим на Илинденска, додека за 15,3% од анкетираните тие ја продале државата. Според најновата анкета на Институтот Павел Шатев, повеќе од половина од испитаните граѓани, 52,1%,
одговориле дека не се задоволни од досегашната работа на новата влада. 30,9% сметаат дека неспособноста е главната карактеристика на новиот тим на Илинденска, додека за 15,3% од анкетираните тие ја продале државата. На прашањето помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН кој има подобра партиска програма, без испитаници албанци, високи 49,6% одговориле ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН води и во однос на партискиот рейтинг и довербата која има кај граѓаните. На престојните локални избори, 37,8% од анкетираните граѓани сметаат дека ВМРО ДПМН ќе победи, додека 20,7% велат дека тоа ќе биде СДСМ. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски останува лидер на партија со неголема доверба кај народот. 27,2% се изјасниле дека најмногу доверба имаат во него, додека на Заев му веруваат 15,6% од испитаните граѓани. Телефонската анкета на Институтот Павел Шатев е спроведена помеѓу 29 август и 1 септември на 1250 испитаници со цел да се утврди перцепцијата на македонските граѓани кон повеќе актуелни политички прашања во Република Македонија. Се уште трае процесот за припојување на фабриката за шински возила Колска кон Македонски железници транспорт. Позитивен интерес за ваквиот процес покажа вице-премиерот и министер за економски прашања Кочо Ангјушев. Иако беа исплатени делот за останатите плати, вработените очекуваат овој проблем да се реши што поскоро. Ангјушев, потенцирајќи состојбата и барањата на вработените, рече дека местото на Колска е под Македонски железници. Процесот за припојување на фабриката за шински возила Колска кон Македонски железници, кој го започна претходната влада, се уште трае. Позитивен интерес за ваквиот процес покажа вице-премиерот и министер за економски прашања Кочо Ангјушев. Иако беа исплатени делот за останатите плати, вработените очекуваат овој проблем да се реши што поскоро. Ангјушев, потенцирајќи состојбата и барањата на работниците, рече дека местото на Колска е под Македонски железници. Цениме дека со фузирање повторно на овие две компании, а и со поставување на менеджмент од кој што јас лично побарав програма за рестартирање, значи да не биде само еве даваме плата секогаш кога треба да се даде, не, напротив, сакаме да видиме на една економска основа да таму платата биде заработена, но секако на тие луѓе мора во овој момент да им се помогне. Тие беа точно вчера кај мене на состанок. После, кога ќе ја видиме програмата која што новиот менеджмент ќе ја предложи, ние ќе донесеме одлука на кој начин ќе им помогнеме, но она што можам сигурно да го потврдам е дека ќе им биде помогнато. Фабриката за шински возила Колска Велес е единствената фабрика за поправка на товарни и патнички локомотиви. Колска минатата година на 100-тиот јубилеј од своето постоење подпиша договор со Македонски железници за репарирање на шинските возила. 125 вработени очекуваат проблемот со редовна исплата на платите дека ќе го решат откако фабриката ќе се спои со јавното претпријатие Македонски железници транспорт. Во 6 општини е објавен оглас за закуп на нови 860 хектари државно земјоделско земјиште. Парцели кои се нудат се до 3 хектари, а предност за закуп на овие површини има населението во близина на нивите, односно земјоделците кои ќе произведуваат едногодишни и повеќе годишни култури. Оглас за закуп на нови 860 хектари државно земјиште е објавен во 6 општини. Станува збор за Неготино, Берово, Пробиштип, Кисела Вода, Кичево и Прилеп. Парцелите кои се нудат се до 3 хектари, додека време траењето на закупот е од 15 до 70 години. Предност ќе имаат оние земјоделци кои одгледуваат едногодишни и повеќе годишни култури, за лешници и за рибници. Право на учество на јавниот оглас имаат лицата кои немаат склучено важечки договор за закуп со Министерството за земјоделство. Највисоката понудена закупнина за хектар ќе го определи изборот, а предност, односно најголем број бодови, ќе имаат земјоделците во близина на земјиштето. Во рок од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот оглас се поднесуваат понудите, а почетната цена на закупот за хектар се утврдува во зависност од местоположбата и катастарската класа.
Акредитациите за државните здравствени установи се важни и за здравствените работници, но и за пациентите. Според директорката на Агенција за квалитет и акредитација на здравствените установи, доктор Елизабета Зисовска, овие акредитации се многу значајни. Деталите во продолжение. Започна процесот на доделување сертификати или акредитации за државните здравствени установи. Според директорката на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи, доктор Елизабета Зисовска, овие акредитации се многу значајни бидејќи се доказ за воведени високи стандарди во работата во случајот на јавните болници. Конкретно во случајот на Општата болница Веле се оценуваат 602 критериуми, значи 602 процеси кои треба да се оценат и кои треба да добијат соодветна оценка. Понатаму софтвер ги пресметува резултатите и излегува, значи гледаме да се сведи на минимум субјективноста на секој од нас и од болниците, од персоналот. На тој начин ние добиваме една објективна проценка на состојбата во болницата и се доделува акредитација на 1, 3 или 5 години. Тоа стои во Законот за здравствена заштита. Затоа и ви реков, значи, 1 година е да се даде залет, да се продолжи, да се истрае на тој пат. Процесот беше нов и ние одржавме многу обуки за сите вработени и за менаџерите на болниците, бидејќи кога се воведува еден нов поим, еден нов процес, потребно е прво да се разбери која е користа и за болницата и за пациентите. За тоа е потребно едно долго време, па потоа треба да се влези, да се навлези во тој процес за да се дојде до тој завршен чекор на дворечно оценување. Велешката болница е првата општа болница во Македонија која има сертификат или акредитација за безбедност во работата. За добивање на сертификатот, неколку тима од болницата работеле неколку години за добивање на истиот, кој што значи дека во болницата се работи по европски здравствени стандарди, а целта е поквалитетни здравствени услуги. На учениците во основното и средното образование денеска им завршува летниот распуст. Од утре во новата учебна година 2017-2018 во училишните клупи ќе седнат над 20.437 првачиња. Средното образование ќе го почнат 17.131 ученик. Поголем дел од учениците се запишани во стручните училишта 9.983, а во гимназиско образование 6.703 ученици. Вестите од земјава. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев, придружуван од владина делегација и од повеќемина представници на бизнис заедницата во Македонија, е во официјална посета на Израел, информираат од владата. За време на посетата предвидени се средби на највисоко политичко ниво, а Заев ќе се обрати и на Израелскиот совет за меѓународни односи, како и на бизнис форумот, чиј организатор во Ерусалим е владата на Република Македонија. Заев во Израел го придружуваат заменик председателот на владата и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, заменик председателот на владата за економски прашања Кочо Андјушев, како и министрите за економија Крешник Бектеши и за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, кои исто така ќе имаат одделни средби во рамки на ресорните области. Во вториот дел од денот ќе се одржат Израелскиот совет за меѓународни односи и бизнис форумот. Предвидено е утре Заев да се сретне со домаќинот, неговиот колега, израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. ВМРО ДПМН одржа трибина на тема екологија, на која модератор беше Сонја Лепиткова, која истакна дека владата предводена од ВМРО ДПМН од 2007 година како проекти за животната средина направила многу. Таа потенцираше дека беше формиран Комитет за здравје и животна средина. Се направи стратегија за здравје и животна средина, подпомогната од Светската здравствена организација, во која учествуваа меѓународни и домашни експерти и представници од сите институции. Таа стратегија предочи одредени состојби и предочи мерки како да се решаваат, изјави Лепиткова. Лепиткова кажа дека Министерството цело време заседавало кога нивото на PM10 честичките било високо. Тие биле тука да даваат совети што да се прави.
Додава дека била направена студија што во моментот најмногу загадува дали греењето во домовите, автомобилите и индустријата. Таа напомена дека биле донесени и специјални барања за фирмите да може да работат. Европската Унија ја осуди нуклеарната проба на Северна Кореја како неприфатлива провокација. Денешното тестирање хидрогенска бомба е голема провокација, сериозна закана за регионалната и меѓународната безбедност, како и огромен предизвик за глобалниот режим на оружје за масовно уништување, се вели во соопштение од високата представничка на Европската Унија Федерика Могерини. Пораката на Европската Унија е јасна. Северна Кореја мора да се откаже од своето нуклеарно оружје за масовно уништување и програмата за балистички ракети во целост, а веднаш да прекине со слични активности, наведува таа. Во продолжение вестите од светот. Преку Централната телевизија на државата, Северна Кореја соопшти дека направила успешен тест со хидрогенска бомба. Во соопштението се наведува дека хидрогенското полнење со кое бил извршен денешниот тест може да биде поставено на интерконтинентална балистичка ракета. Неколку часа по шестиот севернокорејски нуклеарен тест, властите соопштија преку националната телевизија дека тест со хидрогенска бомба бил извршен целосно успешно. Северна Кореја неодамна испука балистичка ракета од среден дострел, што ја прелета Јапонија и падна во Тихиот океан. Варијантите за санкции врз Северна Кореја вклучуваат ограничување на трговијата со нафта, изјавил денеска генералниот секретар на јапонската влада Јошихиде Суга. Тој на пресконференција острого осуди денешниот нуклеарен тест на Северна Кореја. Според анкети на јавно мислење, над половината јапонци се за засилување на притисокот врз Пјонгјанг по нуклеарниот тест. Според анкета на агенцијата Кјодо, 52,6% испитаници се за засилени притисоци врз Пјонгјанг, додека 42,7% се со став за водење диалог. Анкетата е направена пред денешното соопштение од Северна Кореја, во кое тврдат дека извршиле тест со хидрогенска бомба, наменета за интерконтинентална балистичка ракета. Италијанската полиција запленила рекордна количина од 2,3 тони марихуана шверцувана од Албанија. Акцијата била спроведена во Сан Бенедето дел Тронто, при што се уапсени 63 годишен италијански и 24 годишен албански државјанин. Според полицијата, тоа е најголема количина на дрога запленета во оваа зона. Полицијата, освен моторен чамец, запленила и камион на кој требало да биде натоварена дрогата, како и 25 пластични боци полни со гориво. Албанската полиција пак во изминатите 2 дена во неколку одделни акции заплени над 1,6 тони марихуана. А со информациите за временската прогноза стигнавме и до крајот на дневникот. Подрачјето на Македонија денеска е под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, поради што времето ќе биде променливо, облачно и нестабилно, со краткотраен поројан дожд, грмежи и засилен, најчесто југозападен ветер. УХМР најавува дека од утре времето ќе биде променливо, а наутро доста посвежо. Дневните температури ќе бидат во постепено покачување. Тоа е се за овој информативен блок. Јас ви благодарам на вниманието и останете во добро расположение. Пријатно!